chicks like you. If I said I could name, use your body for the fame game. Градоначалникот на Сараево и амбасадорот на Македонија во Босна и Херцеговина се согласиле една улица, плоштад или културен центар во Сараево да го именуваат по македонската легенда Тоше Проески. Македонскиот амбасадор во Босна и Херцеговина Рами Реджепи ја пренел оваа идеја на средбата со сараевскиот градоначалник Иво Комшик со образложение дека Тоше бил хуманист и пријател на Сараево. Двајцата разговарале изву напредување на соработката меѓу Сараево и Скопје, која е потврдена со спогодбата за соработка на двата града од 2007 година, соопштиле од градската управа на Сараево. Со овој потек сараевчани ја потврдуваат љубовта и почитта кон најголемата балканска музичка звезда Тоше Проески. Тоше го сакаше Сараево, луѓето кои живеат таму и имаше неколку хуманитарни и незаборавни настапи и концерт во Скендерија. Освен во Сараево, најголемата македонска музичка звезда можно е да добие и културен центар во Скопје, кој ќе го носи неговото име. Откако беше најавено дека универзалната сала ќе се гради повторно, од фондацијата Тодор Проевски предложија ова културно здание да го добие името Тоше Проески. Аргентинскиот бизнисмен Антонио де ла Руа ја тужи Шакира за неверојатни $100 милиони, тврдејќи дека токму тој бил заслужен за блескавата кариера на пеачката. Аргентинецот Антонио де ла Руа ја запознал пеачката Шакира во 2000 година, кога ја водел председателската кампања на својот татко Фернандо де ла Руа. Двојката беа во врска се до 2010 година. Сега незиното поранешно момче ја тужи со цел да добие дури $100 милиони. Во тужбата која ја поднел во Лос Анџелес, Антонио тврди дека тој е заслужен за кариерата на Шакира. Антонио, помеѓу другото, тврди дека тој е виновникот за хитот Hips Don't Lie, кој го освои врвот на скалилата во 27 земји, и дека Шакира и тој биле бизнис партнери и нејзиниот успех е само добро осмислен бизнис план. Тој наводно во периодот од 2008 до 2011 година добивал помеѓу 15 и 20% од заработката на Шакира. Пеачката ја прекинала оваа соработка кога раскинале. Инаку, ова не е прв пат поранешниот пар да се тужи меѓусебно. Последен пат тоа го направи Шакира, кога поднесе тужба бидејќи смиташе дека де ла Руа неовластено земал бонуси од нејзината компанија. Британската група Coldplay ќе издаде стрип според нивниот албум од 2011 година, по повод денот на продавниците за плочи, кој годинава ќе се одржи на 20 април. Првиот број од стрипот ќе се продава заедно со плоча, на која ќе се најдат песните Hurts Like Heaven и Us Against the World, а ќе биде промовиран на 20 април. Серијалот ја открива приказната околу создавањето на Муло Хайло, а автори се самите членови на бендот, во соработка со сценаристот и режисер Марк Осборн. Издавач ќе биде Bongo Comics Group, компанија во собственост на авторот на Симпсонови Мет Грейнинг. Ова ќе биде 6-та прослава на денот на продавниците за плочи, а како и секоја година ќе биде проследен со специјални изданија од голем број музичари, меѓу кои се и Пол Маккартни, Дейвид Боуи, Палп и уште многу други. Иако Дженифер Анистон е собственичка на најпознатата и најпопуларна фризура во Холивуд, во неодамнешното гласање, експертите ја избрале кратката коса на Ен Хатавеј како највлијателен филмски изглед. Хатавеј фризурата првпат ја носеше во филмот Еден ден во 2011 година, адаптацијата на хит романот на Дейвид Николс, а потоа и како Фантина во Клетници во улогата за која доби и Оскар. Во анкетата во која учествувале над 1000 луѓе, од Советот на фризери на Велика Британија и студиото Универзал. На второто место е фризурата на Дженифер Анистон од филмот И тогаш дојде Поли, а на третото место високо фатината пунџа на Одри Хепберн во Шарада. Анкетата открила и дека секоја 10-та жена ја сменила својата фризура бидејќи била инспирирана од некој филмски лик. Филмот може да ве инспирира за многу нешта, а особено за менување на својот изглед, изјавил фризерот на звездите Чарлс Волтингтон. Разновидноста на фризурите на Дженифер Анистон е причина зошто таа им се допаѓа на многу жени.
но никој подобро не го отсликува гламорот на стариот Холивуд од Одри Хепберн. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.